А во продолжение ќе се задржиме на емоциите, ќе позборуваме за тоа како можеме да ги контролираме, со оглед дека и гневот е еден вид емоција, па токму ќе се надоврземе на оваа тема во продолжение заедно со колешката Бисера Ловачева. Драги гледачи, ова утро дојдовме кај господјата Валентина, која што е сертифициран хипно-регресов терапевт. Да. Добро утро. Добро дојдовте. Благодариме. Ова утро разговараме за тоа како да ги контролираме, односно, така убаво кажав, како да ги контролираме нашите емоции. Па вака сега малку да ве разочарам, дека емоциите не може да ги контролирате, нив може само да ги разберете прво. Или како да ги управуваме. Да. Значи, има начин, има знаење како емоциите се управуваат. Основен предуслов вие да управувате со вашите емоции и мисли, да речеме, е вие да се запознаете себе си. Значи, прво вие да се вратите на себе си. Кои сте вие? Кои се вашите потреби? Што не е пресретнато кај вас? Зошто вие сте тажни? Што сака таа емоција да ве научи? Зошто сте бесни? Зошто пукате? Зошто експлодирате? Емоциите не носат вообичаено откако ќе ги доживееме, се случува еден механизам или круг, ние го викаме. Доживувате одредена емоција, например вознемиреност, страшна вознемиреност. Од таа вознемиреност, нели, ние не се занимаваме што сака таа вознемиреност, која е пораката на таа вознемиреност, што сака да не научи, зошто е тука присутна. Пошто секогаш емоциите се во наша функција. Тие нас ни покажуваат што ние правиме, а не е во ред за нас. И што правите вие вознемире? Барате решение, нели, надвор од себе. Или уклучувате социјални мрежи, или е некоја музика, или севувате на некој, внесувате храна. Како вие се смирувате на вас? Некој користи алкохол, некој користи музика, некој оди трча. Значи, тоа е еден затворен круг како ние работиме за да тие емоции што не ги разбираме и целата таа енергија што циркулира во нас, како ние да ја потиснеме. Ако јас ви кажам дека вие во дневниот живот колку енергија губите на потиснување на емоции, кога вие би се разбрале себе си и како се управуваат со емоциите, кај вас ќе се ослободи време и енергија за нешто конструктивно, креативно да направите во вашиот живот и да носите едни победоносни одлуки, наместо да се занимавате и да губите време на тага, бес, гнев, жалење и така натаму. Значи, сепак е една поширока вака тема. За среќа сега имаме ние знаење, имаме техники, имаме, нели, јас паѓам исто во делот на личен развој, инвестиција во себе, што е, верувајте, нешто неповторливо. Луѓето трошат пари на, не знам, облака, предмети што ги купуваат, па ги тргаат на страна, после завршуваат по подрум или не знам, им сметаат. Да. А не одвојуваат, да речеме, немаат свест за како вие да... Постојат луѓе кои што многу често избувнуваат или многу често го покажуваат својот бес. Како да ги смириме тие емоции? Како да вежбаме со себе и на себе, за да не дозволиме толку други влијанија да не подбуцнуваат да реагираме бурно. Да, прво мора... Затоа што е стрес за нашиот организам. Да, прво мора да разберете дека за да дојде до тригер, значи да дојде до окидач вие да експлодирате, постоел процес претходно. Никогаш вие не експлодирате, ми изгорел тостот. Значи, се случува да ради тоа, значи вие веќе процес тој се случува од претходно што се билда и вие доаѓате во момент да едноставно една мала ситница вас експлодирате. Вие треба да го фатите процесот на интензивирање, на билдање на емоции и на вашето незадоволство, уште пред да дојде до точка на пукање. Секогаш пред да се појави тригер, било каков окидач, го чувствуваме прво во телото. Значи, ние толку сме ориентирани надвор од нас, да буквално немаме никаква свесност
како се чувствуваме, зошто сме исцрпени, што правиме ние. Секогаш бараме екстернал, нели, надворешни смирувачи, нешто надвор да се случи, а вие уствари вашиот интерен свет внатрешен го рефлектирате надвор. И тоа влегува во една парадоксална ситуација. Вие очекувате, значи тоа е невозможно. Значи вие очекувате од надвор нешто се случи, а вие внатре сте у хаос. Значи прво треба да бидете свесни. Значи што е тоа? Секогаш емоциите се тука и проблемите и симптомите, аларм дека не превземате, дека за вас лично нешто не правите добро. Затоа ве прашав околу бесот, затоа што сме се повеќе нетрпеливи, настроени кон кавги, наместо кон љубов, среќа и почит, позитивни мисли и енергија, туку едва и чекаме некако некого да навредиме, да се искараме, да избувнеме. Затоа ве прашав дали постојат методи, техники, вежбање самите со себе за да се контролираме. Тоа се процесни вежби. Да, тоа се процесни вежби каде што вие се навраќате на тие ситуации, значи јас со моите клиенти тоа го работам. Тоа се процесни вежби каде што вие се навраќате на таа ситуација и вежбате на некој начин поинаква одлука, поинаков потек следниот пат кога ќе дојде. И вие, кога ќе дојде следниот пат да ви дојде да експлодирате, вие сте веќе извежбани и спремни како да го фатите моментот и да изреагирате поинаку. Како вие да ја земете во своите раце вашата емоција, вашиот живот под ваша команда, не обратно, и да одлучите поинаку да изреагирате. Значи тоа се вежба, тоа е знаење. Се е информација. Кога вие би знаеле, лесно би се одбивало сето тоа. Каков совет би ми спратила на нашите гледачи кога го прашаме управувањето на емоциите? Доколку тоа е во нивни интерес, доколку имаат таква потреба, доколку сакаат да вложуваат во себе, има многу материјали на интернет, поготово за читање, каде што се допринесува, значи, за личниот развој. И на мојата страница Инстаграм и Фејсбук јас споделувам вежби колку што можам, Сега е во подготовка и мојата веб страница каде што ќе можат бесплатно да симнат мноштво материјали и во комфорот на својот дом да прочитаат и нешто да имплементираат корисно за себе си, како се креира спокоен и исполнет живот по своја мерка. Така. Благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас. Благодарам, да.